Водопадот на Бабуна, едно од поскапоцените природни места во нашата земја. Вода која воодушевува со моќта и брзината со која се спушта пред човековото око. Но овој дел на Бабуна е и значаен простор поради своите природни и хидролошки вредности. Веќе со години, овој дел од реката се наоѓа на неколку референтни листи за локалитети за потенцијална заштита. Но тешко се ужива, а уште помалку некој се грижи за заедничкото добро кај нас. Па така Бабуна, од моќна река, во долниот тек, не само што ја губи јачината, туку едноставно исчезнува. Во коритото на Бабуна прошетка направивме со 71 годишниот велешанец Тодор Наумов. Се представи како Чичко Тошо. Тој од 1992 година, по затворањето на фабриката Порцеланка, екзистенција нашол покрај оваа река, обработувајќи мало парче земја. Беше добро, имавме вода, имавме се. Работи ќе добиеш, земјата не е арамија. Она секој пат ќе ни даде, ако ни дадеме бар малце. Но оваа година е многу лоша, не можеме ништо. Се е сува, се су пропасти. Отиде. Сушата, климатските промени си го прават своето. Таа е дојдена ситуација. Меморијата на мудриот Чичко Тошо вели дека од 1998 година Бабуна почнала да се пресушува. Се сеќава дека во далечната 72 на Горна Бабина Рупа на 2 август се фотографирал на снег. Но одамна веќе, особено после 2000 година, снег е ретка појава, дури и во зимските месеци. Тажен за сликата, лут на природата, овој влюбеник во Бабуна е искрен дека сериозна улога за присушувањето на реката одиграл и човекот. Се е изградено, се е дива градба. Обвинувам власта највеќе. Затоа што уште 70-тите години првите куќи во горниот дел Пешти, кога се направија мали куќички колиби и земја се разработи, од Скопје инспектори реагираа на велешкиот инспектор. Зошто не сте дале предупредување и забрана да се гради ова? Ами, така остана. Никој не презрел ништо. Нагоре, кога ќе идете, може да сте биле. Ќе видите како нема ни кај да поминеш од куќи изградено, место оградени. Секој си барал екзистенција, али во последно време се е луксус. Тоа сме ние, без нееме, сме видели некој динар повише, мислиме дека се сме успеале. Недопирливоста во ова место оди дотаму што јавно се продаваат дивоградби на оглас. Но и за луксус треба знаење. Бабуна е загадена. Изметот од сите куќи каде оди? Сето е тоа во Бабуна. Сведоци, можете да видите горе. На 5 метра бунар за вода, септичка јама. Овие луѓе кои што одека дошле, наводно да уживаат и се не размислуваат за своето здравје. Ставот на Наумов не е само лична констатација. Од Центарот за јавно здравје во Велес, при испитувањата на квалитетот на водата на реката Бабуна на местото прва плажа, од примероци земени на 4 јули, покажале дека бактериолошки неисправна и не може да се користи за капење, рекреација и наводнување на земјоделски површини. Но Бабуна не е единствената главоболка за велешани. Од Центарот за јавно здравје во истиот период направиле мерење на реката Тополка. Во извештајот стои дека водата и од оваа река не се препорачува за користење и рекреација. Велишани одамна не можат да сметаат на Вардар, иако градските рибари не се откажуваат. Сепак, реката во овој дел не е за употреба. Сепак се чини најсериозна е ситуацијата со езерото Младост, за кое сите институции во државата потврдија дека езерото се наоѓа во критична состојба. Него забрзано го убиваат антропогените притисоци врз животната средина. Стручните мислења се дека брзата урбанизација, која не е проследена со соодветна инфраструктура, канализација и пречистување на комуналните отпадни води, како резултат јавува фекално и органско загадување на површинската вода од акумулацијата, а со тоа доаѓа до еутрофикација, односно изумирање на езерото. Без вода нема живот. Ние луѓето сме виновни за се. Затоа што ние не знаеме да го зачуваме тоа што го имаме. Ние го уништуваме.